Hello, вено сум со мене во Будимпешта. Добро утро. 6:20 и се патуваме кон Скопскиот аеродром. Таму имавме еден мал проблем со тоа што авионот беше пребукиран, но сепак успеавме да се качиме. Летавме од Скопје за Истанбул затоа што тој ден немаше директен лет за Будимпешта. Кога стигнавме во Истанбул, имавме само 20 минути да стигнеме од еден до друг крај и евене буквално трчаме за да го фатиме вториот лет. Среќа, на време го фативме вториот лет, седнавме, се смиривме, земавме здив и веќе стигнавме во Будимпешта. Не секирај, не сме за сликање. Кога стигнавме во хотелот, уште на самиот почеток, самиот влез ги надмина нашите очекувања. Декорацијата беше преубава, веќе некои од учесниците беа стигнати и одма почнавме да си муабетиме. Храната за добридите исто така беше врвна. Кога влегов во собата, ме пречека овој PR пакет и исто така имаше вестник, тоест планер кој што ни објаснува што се ќе се случува и овие колачи кои што беа поклон од главниот кувар. Лелама ми кркора цревата. Добро утро. Моментално е 10 часот и јас сум веќе спремен, ready to go. Иако се уште лежам, но ги чекам другите да се доспремат. Моментално сме во Козмо хотел во Будимпешта. Моментално сме ние на настан организиран од Essence и едва чекам да видам што се спремиле за денес. Вчера кога стигнавме, скоро ништо не снимив, нешто минимално, затоа што буквално се ни беше во трчање во брзање затоа што минувавме лет и тоа беше едно преинтересно искуство, иако беше престресно, но сепак стигнавме и бевме предобро пречекани, така да денес денов ќе биде долг и ќе гледате што се ќе се случува. На работилницата сите добија по една кошула која што може да декорираат како што тие сакаат, тоест дизајнираат. Може со спреј, со секакви видови на бои, разни стикери и ќе видите и какви фотографии направивме. Завршивме со работилницата, завршивме со ручекот, сега имаме пауза и јас одлучив да одам малку да се прошетам во околина, да го фатам сонцево затоа што надвор е преубаво. Секогаш кога одам во друг град или друга држава, јас морам да најдам барем една second hand продавница која што ќе ја превратам цела, додека не го најдам тоа што го барам. Во последниве 2 години барам добра кожна јакна, тоест барам добра моторџиска кожна јакна, која што ќе ми биде точна, но за жал и овој пат јакната ми беше прекратка и мисијата беше неуспешна. Како сум задремал после шетањето, значи ваква дримка не сум имал, не знам од кога, сонцево мислам дека предобро ми дојде. Моментално се брзам и се спремам за главната вечера, затоа што кога станав видов само колку саат и сметив дека морам да се средам што побрзо и моментално ова е базата, средив коса, средив лице, измеј заби, што да облечам кошулата розова, камерата и we're off.
после преубавата вечера и мини журка, следното утро ние веќе се упативме кон аеродром. Прв пат ми се случува во авион да седам на средина и до мене да има две врати, а да нема прозори. И тоа е тоа. Фала ви. Чао.